Ево овдека сме пред Опера Хаус или Оперската куќа. Да бидам искрен, пониска од колку што очекував на сите, нели, оние разгледници и сите тие малце преувеличена. И сега баш ќе завртам другата страна. Од тука е ова е Harbor Bridge, проверив точно да не се брукам името, уствари значи пристаништен мост. Јас мислев дека некако поинаку, како и да е. Ондека горе на врво има две знамина на Австралија и на знамето на абориџаните. Не се гледа убаво какво е. Овдека долу под мосто, под едниот ступ, таму има Луна парк нешто. И да, ова е тој мост кај што се случува огномето за Нова година. Сега одам позади мене да ја снимам. Ова е задната страна на Опера Хаус. Ствари влезе од другата страна. Одавде има некои ресторанти, нешто така. Овие школките горе многу ми беше интересно. Уствари се плочки. Мене ми изгледа на некои слики, нешто као мермерни плочи, така малце. Не знам дали како деца, нели, пошто многу имаме, нели, фамилии во Австралија, во Канада или она. Јас се сеќавам секаде кога ќе појдев кај баба ми или таму кај родниниве, она сека. И ние дома имавме не од Австралија, имавме од Торонто, имавме од Канада, пошто се сеќавам нешто како беше како зиден некоја зидна слика беше. Не беше слика, нешто како она беше како слика, ама текстилна некоја, ама текстилен материјал, нешто испечатена, некоја таква. Сеќавам беше ова од Торонто. И имаше исто во Торонто кула, како ова овдека ше обсерваторија. И баш да видиме од ова страна уште мостов, уште еднаш сонце овака свети, па покушувам да го држам зад мене или јас да стом пред него. Така, ова инаку ова пристаништето. И еве овдека е Операта Хаус. Сега малце ќе зумирам онаму, кој ќе појдам, ќе покушам и да прошетам малце и по ова е пред градбата. Еве, како што реков, значи не е многу висока. Можам да кажам е некаде за луѓето од Прилеп, за прилепчаните. Е некаде пониска од 13-катницата, да бидам искрен, и тоа е 3/4 од 13-катницата. Така да не е некоја голема градба. Ја очекував дека е грамада некоја, или така, нели, како што реков, ко деца многу некои работи. Еве, инаку сега малце ќе зумирам, онде да видите дека овие уствари белите горе, јас претпоставував дека се некои бели панели, мермерни, нешто така ми изгледаше, уствари се плочки. Овие англосаксонците се многу добри во праење на вакви, на ова, како се вика, на фасади, така, мислам како се вика, на оптички измами. Многу се опасни, значи, и опасни се да го продават то. Значи, града приказни, наратив, што вика, и ево, од ова страна може малце појасно ќе се види.
Его, и сега, ако ќе видиш, например, мислам дека се обични бели плочки. Веројатно има некој слој на, не знам какви ти нели премази за да држа се уште она белил, да не ги фајча, ама еве, се гледа овдека, например, дека, не знам јас колку се гледат со, ќе покажам, има, нели, пак, ова потемнување, нели, ова мувли, тие работи сега, да не ја уништувам сликата, али ми е муабетов. Опасни се, да се вратам на муабето, англичаните во праење на, мислам, англосаксонците во генерално, на праење на некоја така оптичка варка, на некоја помпа, на некоја фасада и то да го така пакувањето не е толку битно, што се вика продуктот колку пакувањето и плюс зна да го прода. Зна да го пласира на светот, да го прода. И так, значи исто како на ова куќата во парламентот во Лондон, Биг Бено, например, како ландмарк, како символи на некој град или на некој простор. И сега јас, например, не знам, така на некој пријатели му ги имам кажувано, кој ќе видиш тој парламенто, толку многу прозори, ово, оној си викаш ова кизна каква грамада е од парламент, убавина, нели ово, кој ќе подиш во живо, кој ќе видиш прозорчината, се уствари ти е многу, да, али големината на прозорчината е така намалена да ти се чини дека тие се лека нормална големина на прозорец, а уствари е нормална големина на прозорец, зборуваме за стандардна големина некоја, а уствари се тие некоја миниатурна варијанта на прозорец. И многу повеќе прозорци и добиваш некоја оптичка илузија дека градбава е голема, дека многу прозорци има и така ово. Мислам, некако со таа оптичка илузија е некако ја зна да е направа. А, например, друго е, не може, значи, овие јас како што гледам градби, ова друго е, кај нас, например, во Источна Европа, ќе го кажем пак примерот со, јас многу пати го зборувам овој пример со зградата на Чаушеску во Руманија. Значи, јас се сеќавам само на време, значи, поминавме две страни, од тоа е како четвртаста, две страни, сега се качувам од предната страна на ова, значи, две страни поминавме за 45 минути пешки. Значи, не ја ни заобиколивме. А да ја гледаш, например, на слики, да, е голема и сите тие работи. Али, например, ама не можеш, например, да... Таа е многу голема, не да е голема, туку е таа, мислам дека една од, после Пентагон е втора градба по големина во светот и е прва во Европа. Значи, поголема и од овие што се бриселски парламенти и од овие оние, многу голема градба. Али немаш таков оптичен впечаток дека е, мислам, голема е, ама дека не е нешто па, како се вика, нешто специјално, а уствари таа најголема. Ето е интересното. Еве ги овдека сум сега, горе, еве ги плочките. Јас прво мислев дека се мермени панели. Еве ги него плочките. Не знам дали се гледа. Обична плочка тоалетна. Сега додиша овие се мат, овие други се немат. Шо вика Охриджаните.
веројатно се некој не, скршена е ова овдека, значи не се ни мермерни. Јас се очекував некои такви панели, нешто пошто бело, нешто секаде се покажува она. А уствари не. Друго е кога ќе видиш вака во живо, кога ќе видиш, и друга е приликата, други се мислам, архитектонско чудо е ова, да, вака, например, овие лакој ова, претежно се земени од овие што се готските стилови на црквите, тие работи, и има вака во многу места, например, овие црквите што се специјално во скандинавските држави, да, вака има вака стакла, отворена црквата, се сеќам во Исланд беше така влезо, или нешто, може не во Исланд, не, ама таму некаде беше. Не сеќавам баш сега на многу детали, али тоа е стил. Еве го мостот онаму. Ајде да зумирам уште еднаш може. Така радиона, значи 11 минути и време е да превршуваме. Ова е видеото од оперската сала. Се гледаме од друго место.